А сега минути за нашата утринска тема. Споменавме посериозна е од аспект на тоа или од причина што навистина е тема која што не засега сите, не само во нашата земја. Ова е генерален и голем проблем на глобално ниво, па така и ќе започнам дека се поголем број на деца исчезнуваат и не можат да се следат. Тоа е некој тренд на модерното општество. Некои од нив стануваат жртви на насилство, експлоатација и трговија со деца. Она што и во самиот вовед го споделивме со Кате утрово, податокот дека повеќе од 250.000 деца исчезнуваат секоја година на европска територија, а во Македонија бројката вели дека просечно се околу 300 лица, од кои што за жал значителен број се деца. За тоа како функционира најдиме системот за рано предупредување за исчезнати деца, кој што од крајот на минатата година официјално е стартуван и во нашата земја. Денеска ќе зборуваме со Александра Радевска и со Наташа Доковска. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро. Благодариме за тоа. Ајде да започнеме со некое презентирање на системот, со оглед на тоа што од минатата година, крајот на минатата година, чинам како ми спомена 18 декември, официјално е денот кога стартуваше и во нашата земја овој систем. Дали до сега, до денешниот 4 април, има што се да речам променето, што се ставено во функција и како се одвиваат активностите? Да, значи системот за рано предупредување за исчезнати лица, деца и возрастни секако, стартуваше во Македонија на 18 декември со официјалното пилотирање и презентирање на веб страницата najdime.org.mk, која што функционира на 3 јазици, македонски, албански и ромски јазик, на која што може да се сподели профил за исчезнато лице, кој што потоа се споделува по системите за широко споделување на информациите, како што се социјалните мрежи, медиумите, нашите партнери кои што засега ги имаме и се надеваме дека ќе бидат проширени како бројка. Во моментов тоа се неколку компании кои што први се одзваа на нашата покана како организација да се приклучат на активностите. Тоа се Комерцијална банка, односно банкоматите на Комерцијална банка, такси, Здруженијето на автотакси превозници на град Скопје, Јавното сообраќајно предпријатие на град Скопје и Асоциацијата на хотелиери и ресторански работници. Што значи тоа? Ако има некаква ситуација, тие први ќе објават? Да, или ќе се проследи ситуација кога зборуваме за алармирањето, значи треба да знаеме дека праксата во светот не е само кај нас, меѓутоа праксата во светот и во државите кои што го имаат институционализирано, да речеме така, системот е да се сподели информацијата кога широко, односно Амбер Алерт, алармот за брзо алармирање да се сподели кога ќе имаме индикации дека имаме итност, дека имаме потреба од итно споделување на информацијата и дека имаме директен ризик по животот на исчезнатото лице. Тоа е ситуација кога се работи за деца, односно за малолетници, во различни држави возраста е различна, претежно е или до 14 или до 18 години, значи зависно од тоа како државата ќе одлучи да го оперира системот и тогаш информацијата, односно Амбер Алертот се споделува по каналите кои што во државата се систематизирани како такви за широко алармирање, различно е во различни држави во светот и во Европа. Системот меѓутоа го има во многу држави, значи бројката е навистина голема. Ете се вклучува и нашата земја. Наташа, Александра спомена за исчезнати деца, но и возрастни. Во принцип, ова е систем кој што функционира само за деца на европско тло или како ќе биде кај нас? Значи, Amber Alert е систем кој што функционира за деца. Нели, името го има добиено по настанот од 96-та година кога исчезнува младата, од 10-годишната Алберт во Тексас, Амбер и тргнувајќи од тој пример, значи сега се смета препознатливо е како систем за предупредување за исчезнати деца. Но имајќи во предвид дека системот функционира за изнаоѓање на исчезнати лица, јас мислам дека
кај нас ние ќе го користиме, но не знам дали ќе биде и во насока како што е за исчезнати во рок од 48 часа дека мора да се интервенира, односно да се алармираат сите соработници, или пак само ќе иде на споделување на сликата и информацијата, затоа што нели различен е начинот. Она што е многу важно е дека ние Amber Alert системот се почнува да комуницира, односно да испраќа сигнали во период од 48 часа. Значи, банкоматите, такси превозниците... Клучното време, така? Значи, тоа е клучниот. Тоа е многу важно, затоа што ние имаме пример еве сега. Од нас побара да споделиме информацијата, кога таа информација стигна преку Интерпол и од српската полиција за исчезнувањето на 2-годишното девојче. Но ние тука не го вклучуваме аларм системот, затоа што се поминати 7 дена. Значи, само во првите 48 часа... Вие после колку време добивте информацијата од нив? Значи, од нас беше побарано. Значи, ние можеме да ги споделуваме информациите кога од нас официјално МВР ќе побара, тоа беше побарано вчера. И од вчера на страниците на МВР е објавена информацијата за исчезнатото девојче, значи дека веќе нели се станува збор за исчезнато лице од друга држава, мораме да чекаме официјално барање од државата да тоа биде објавено. Да. Како резултат на исчезнувањето на 2-годишната Данка, за прв пат и во Србија е активиран Amber Alert, така? Да, значи овој систем се вклучува, односно почнува да работи оној момент кога ќе има потреба за тоа. Во случајот девојчето исчезна. Сега и они сега го вклучија. Кај нас на 18 декември беше официјалното промовирање на Amber Alert системот, но за жал ние неколку недели претходно почнавме да работиме со исчезнувањето на девојчето Вања, која што нели исчезна некаде беше тоа крајот на ноември, колку што се сеќавам. Од нас беше побарано исто да се вклучиме, да ја споделуваме страната, да објавуваме, така да се во прашање на време и се во прашање нели колку е таа информација потврдена и колку треба итно да се реагира. Така, како функционира, Александра, и системот и вашата веб страна? Еве да ги информираме гледачите, ако нели не дај Боже дојде до некоја ваква немила ситуација, бидејќи секој може да направи профил од она што го разгледував. Предпоставувам дека тука можат и нели оние кои што се криминалци и се занимаваат за жал со тоа, можат и тие да направат лажни профили. Сега како во тоа море од можеби лажни пријави вие да процените која е вистинската, затоа што достапноста на сајтот е за секој и секој може да креира профил. Интернет просторот, сите знаеме, е широк и често има злоупотреби. Широк и за злоупотреби, широк и за интерпретации. Ние се обидовме, бидејќи системот го воспоставивме по праксата на австрискиот систем за рано предупредување, односно веб страницата Австрија Венаоѓа, која што таму ја управуваат поранешни полициски службеници и подпирајќи се на нивната пракса, меѓутоа и со поддршката на Amber Alert Европа, кои што се исто така наши партнери, и со сите експерти кои што учествуваа во текот на проектот, во изработката, во коментарите, во поддршката, да го направиме системот што е можно поверодостоен, односно информациите кои што ние ги примаме и ги споделуваме со најшироката јавност да бидат проверени, веродостојни и да ја имаат функцијата која што на крајот треба да ја имаат, односно да помагаат, а не да одмагаат. Па за таа цел информацијата, односно профилот кој се пополнува на веб страницата najdeme.org.mk го пополнува лице чија што веродостојност ние прво бараме од него лично да ја потврди со тоа што ќе сподели податоци при пополнувањето, како што е мобилен телефон. Комуникација? Значи тоа е профил, односно страничка на која што се пополнуваат податоците, како писмо, да речеме, електронско, кое што администраторот го добива, додека не се проверат телефонскиот број, информациите за исчезнатото лице. Вие веднаш реагирате на пријавата кога ќе ја добиете? Веднаш проверувате? И потврдата дека бидејќи самото барање стои на самата веб страна, дека лицето треба да биде пријавено за исчезнато и во полициска станица. Тоа е втората заштита од манипулации во однос и на идентитет и на веродостојност на информацијата дека некое лице исчезнало. И во
тој случај, кога на два начини ќе ја потврдиме веродостојноста на На тој што исчезнатото лице и на тој што пријавил и на самото лице дека е исчезнато со тие генерали кои што се дадени на веб страната, тогаш ја објавуваме во етер, односно е видлива како профил на исчезнато лице и може да се активира Амбер споделува. алертот или само ако се работи за малолетно дете? Тогаш се активира информацијата како профил на исчезнато лице. Тој профил на исчезнато лице, доколку се работи за дете, ќе го активираме како Амбер алерт низ целата мрежа, која што имаме на соработници и пошироко, слободно и достапно и до медиумите, иако не ни се, да речеме, официјални партнери во однос на меморандуми на соработка и секако, меѓутоа, тие ја имаат функцијата за широко информирање на јавноста, да, и сами ја преземаат. Но ако се работи за возрасно лице и доколку самиот пријавувач побара да биде информацијата споделена само на одредени канали, ние и тоа ќе го испочитуваме, бидејќи кога се работи и за возрастни лица, меѓутоа и за деца, имаме тука заштита на личните податоци, имаме кај децата и старатели, одговорни лица, некогаш се работи, кога се работи за тинејџери и за исчезнување, односно своеволно бегање од дома, имаме семејни односи, имаме нерасчистени емотивни односи, некогаш имаме индици од самата полиција дека се случил таков случај и претходно и дека лицето е најдено после брзо време, одреден временски период и тогаш, проценуваме заедно со полициските службеници, меѓутоа и со семејството, кои се најдобрите канали за тоа да се сподели и така го споделуваме. Од почетокот односно од крајот или на минатата година функционира овој систем. Сакам да кажам, од почетокот на вашето функционирање до сега на дневна база добивате профили, креирање на профили, дали може би има злоупотреба или се она што до сега сте го добиле проверено и она вистинското? Да, до сега се што сме добиле е проверено и вистинито. Значи, граѓаните реагираа кога исчезна малата Вања. Искрено не бевме изненадени затоа што уште не бевме ни лансирани во етерот. Не се знаеше, значи имаше профил веднаш. Не контактираат, прашуваат, но ние секогаш нашето прво прашање е дали пријавивте во полиција. Значи за нас веруете многу веродостојно тоа дали е пријавено во полиција, нормално веднаш ги контактираме лицето што ни е за контактот таму за да видиме да не лутаме. Еве имавме пример сега со исчезнување на девојката од Голобрдо од Албанија. Вчера имаше исто некоја информација за оддалечување на некое малолетно лице од групните домови за сместување со бебе, но значи во соработка со полиција се движиме и ние и одлучуваме заеднички дали треба да се објави или не, бидејќи нормално не имаат многу повеќе информации дали станува збор за и не треба никогаш да се направи непотребен хаос во медиумите и граѓаните. Да, многу е сензитивна и тенка границата би рекла. Александра, ти пред малку спомена дел од причините, меѓутоа еве кои се најчесто да речеме причини или тригери, фактори кои што влијаат можеби за исчезнување и на деца, но и на повозрастни лица. Ги споменавме и тие меѓу семејни односи, меѓутоа нели тука се и експлоатација, трговија со деца, жртви на насилство. Што се можеме вака да наведеме како можеби фактор кој што влијае? Спектарот на ризици е широк. Ние се обидовме дел од нив и да ги покриеме додека работевме на проектот, во смисол дека знаеме колку е темата сензитивна и знаеме колку различни фактори може да влијаат на ризикот од исчезнување кај децата. Проектот се работеше во период на COVID, тогаш онлайн активностите беа примарни кај сите нас, но и ризиците беа многу големи и вие споменавте дел од нив, дури и сега во системот кога работи како таков. Ризиците на децата онлайн се многу големи, бидејќи таму надзорот може да биде минимален. Значи, од онлайн предаторите, кои што може да ги измамат, до лажните профили на интернет, до лажното представување на самите нивни другарчиња
па и возрастни лица кои што се представуваат како нивни другарчиња. Но ние се обидовме и со некои алатки електронски кои што ги изработивме, прирачници кои што се достапни за широката јавност, да укажеме и на тоа и да ги малце едуцираме и родителите и децата и едукаторите, наставниците, нивните старатели, но да ги едуцираме и институциите и сите кои што работат со деца за предизвиците и ризиците како што се предаторството, трговијата со луѓе, ризиците од онлайн предаторство, меѓутоа и ризиците кои што постојат во секојдневието, дури во нашето семејство. Значи, семејното насилство е една од причините кои што кај нас многу се зборува и се работи на таа тема, меѓутоа децата се посредните жртви во таквата состојба. Тие некогаш бегаат од дома бидејќи не може да ја поднесат таа семејна нетолеранција или таа негативна енергија. Некогаш тоа може да бидат забранети љубови, некогаш може да бидат чисто револт тинејџерски, детски. Не може во првиот момент можеби да се дознаат сите причини, затоа се реагира. Но убаво е да споменеме за да знаат и родителите на што да внимаваат многу повеќе, нели, ако веќе ги зборуваме тие семејни расправи, можеби да ги сведат на минимум и да не се случува се пред децата или да најдат некое друго решение, така натака, или да работат, да зборуваат со децата. Да, не се тука само родителите, тие што треба да ги гледаат тие индикатори, тука се и наставниците, педагозите, психолозите во училиштата, дури и самите другарчиња и соученици, значи сите ние треба да бидеме свесни колку се прво децата кревки и чувствителни на се што се случува околу нив, па дури и на овие случаи кои што ги имаме во медиумите, што едноставно ја зголемуваат нивната сензитивност на вакви проблеми, не можеме да знаеме како ќе реагира. Да. Пред малку споменавме Австрија. Каде, во кои се, да речеме, европски земји е активиран или се користи овој систем Amber Alert? Дали повеќето европски земји се вклучени со оглед на тоа што и ние се вклучуваме? Да, Amber Alert системот го има речиси секаде, насекаде. Во блисково соседство го има во Грција, во Србија веќе кажавме дека и они го активира, го има во Хрватска, го има во Словенија, значи ние веќе имаме и партнери во овие држави, го има во Бугарија, да не зборам за Холандија, Германија, Франција, Италија, буквално речиси во сите држави. Сега имаат различни имења. Например, у Хрватска е Нено, во Грција се вика Насмевни се. Значи не се водат под името Amber Alert, но сите имаат иста функција и работат, односно нивните системи се адаптирани на потребите на државите или врз основа на некои нивни согледувања како најдобро би работело и така работат, но ја имаат истата функција, тоа е нели рано предупредување за исчезнати деца и како побрзо. Имаме успешни приказни? Да споделиме некој пример, па да, во Холандија, например, има најмногу успешни приказни доаѓаат од Холандија, каде што всушност е најстариот систем за рано предупредување за исчезнати деца. Некои податоци со кои што ние располагаме покажуваат дека над 70% од исчезнатите деца таму ги наоѓаат, дека во другите држави тој процент е многу понисок и доаѓа некаде на половина, 30 до 35%. Сега, зошто е тоа така, не би можела да кажам. Јас тоа повеќе го сведувам на свесноста на граѓаните и на итното реагирање. Значи, кај нив не се чека 48 часа, туку во истиот момент кога ќе стигне информацијата, се алармира, се вклучува Amber Alert системот. Значи, овдека се е прашање на време. Колку побрзо реагираме, колку побрзо ја пуштиме и се пуштиме сите во барање на исчезнатото лице, претпоставам дека резултатите ќе бидат многу подобри и повисоки. Дали се потребни некои законски измени во нашата земја за дополнително да профункционира подобро најдеме? Па секако би требало да има. Јас претпоставувам дека ова не претпоставам, него беше иницијална капсула. Значи ние како граѓанска организација го развивме, го поставивме, потпишавме соработка, меморандум за соработка конкретно со Министерството за внатрешни работи. Сега треба да се среда, да се наместат куцките за сето тоа да функционира како што треба. Например, ние сега имаме меморандум за соработка со општествените чинители кои што Александра ги спомна, но може утре тие да кажат толку беше доста
мобилноста. Ние веќе не сакаме бидејќи тие немаат законска обврска тоа да го прават. Тие сето тоа го прават на доброволна основа. Значи ние ги немаме медиумите да се вклучат како што е во некои од државите, како што е на пример еве и во Србија. Значи ако сакаме ќе се вклучиме, само како пример ќе ви кажам дека кога ние почнавме да го работиме и избративме писмо до медиумите да бидат дел од системот, добивме одговор од дел од медиумите дека тоа е комерцијална работа, дека они тука не гледаат зошто да се вклучат. Значи ме разбирате, но ако имаме закон каде што вели дека мора да се вклучи, ќе бидат обврзани сите, или дека на банкоматите мора да се појави информацијата, че ќе мора да се појави секаде, така да ние работиме сега на таа. Со мобилните оператори имате соработка? Во Тексмен во Тексмен тоа би значило дека секој на својот мобилен ќе добие информација. Да. Знаете, тука сега овдека малку не е закочено бидејќи сето тоа мора да се прилагоди со законот за пристап до лични податоци, затоа што прашањето е како јас да добијам ако не сум потпишал дека сакам да добивам информации од Amber Alert на пример. Че се уште не е затоа велам мораме да имаме закон каде што тоа ќе биде законски обврзани да добиваме, бидејќи тоа не е на шопинг дали сакам да одам, дали сакам да ја купам ичкава денеска е поевтина или поскапа, па да добијам информација или некоја книга, ама ја не сум се пријавил да добивам. Дека ова мораме сите да го добиваме како информација, бидејќи е со закон така предвидено. Инаку да имаме преговори, но ви велам. И се работи за општествено одговорна работа, така, да. Затоа што знаете, овдека е прашањето и операторите сега гледаат околу тоа како и колку да не навлеземе во нарушување на законот за пристап до лични податоци, колку тука ние ќе, значи таа граница е многу тенка, значи во таа насока сме, инаку сигурно дека ќе имаме оператори, аеродромите мислам дека ќе се вклучат, Скопје и Охрид. И нормално имаме и други места каде што сакаме, односно други компании со кои што сакаме да го потпишеме, сме во преговори, но се уште не можам да зборувам зашто, затоа што не сакаме да вадиме мињето дека не е официјално. Да, никаде сме пред крајот. Јас ја споменав статистиката, повеќе од 250.000 лица исчезнуваат секоја година во Европа, во Македонија просечно околу 300 лица, од кои што значителен број се деца. Има некои измени во поглед на оваа статистика? Јас имам кажано, па ќе кажам, статистиките се многу неблагодарна работа. Наташа спомена дел од успешните приказни. За нас и една неуспешна е премногу, ама и една успешна е преголем успех. Да, треба да ги има нели од праксата на колегите кои што ги слушавме додека работевме на проектот и во Европа, случаи кои што се разрешиле, имале позитивна разрешница и после неколку години. Значи, она што охрабрува многу држави да го прифатат системот како таков, односно не охрабрува сите да работиме на зајакнување на капацитетите на сите нас и на институциите, меѓутоа и на граѓаните да ги препознаваат ризиците, меѓутоа и да се вклучат општествено одговорни, да бидат да споделуваат и да алармираат, е тоа. Успешноста, колку порано тоа подобро, меѓутоа надежта нели никогаш не умира и некои случаи на вистина и после подолго време добиваат разрешница, дали лицето исчезнало во Австрија и било најдено во Шпанија или некој од Шпанија го видел кога пропатувал низ Холандија со туристичка тура па јавил некаде. Тоа е она што не прави волни и да работиме и да продолжиме да работиме. Да си има позитивен ефект, а не е дека го нема. Да, споделивме убави и успешни приказни. Наташа и Александра, ви благодарам многу за одвоеното време денеска. Се надевам дека на граѓаните им дадовме појасна слика за тоа како изгледа. Најдиме org.mk. Најдиме.org.mk е веб страната која што може да ја посетите и се разбира доколку, не дај Боже, има потреба од вакво нешто, секако да заеднички придонесеме во поголема информираност на целата нација. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам.